Може би ще един поздрав. Благодарим, колеги, господа. Груевски и председателот на владата на Република Турција господин Реджеп Тајип Ердоган. Поводните Почитувани представници на медиумите, почитувани гости, дозволете ми најнапред да го искажам задоволството од денешната средба со председателот на владата на Република Турција, мојот колега и драг пријател Реджеп Тајип Ердоган, кој престојува во возвратна посета, официјална посета на нашата земја. Со премиерот Ердоган уште еднаш ги констатиравме одличните односи кои владеат на секое поле. Република Македонија и Република Турција се пријателски земји, а доказ за искрените односи е и договорот за стратегиско партнерство, кој го имаме подпишано и кој е ориентир за нашите идни дејства. И во оваа прилика уште еднаш се заблагодарив на принципијалната и доследна подршка од страна на Турција на планот на интеграцијата на Република Македонија во НАТО. Ја истакнав и благодарноста од нашата нација до пријателската турска држава за почитувањето и поддршката на нашите права и интереси, за заштита на нашиот идентитет и уставното име Република Македонија. Ги реафирмиравме нашите заложби за постојано унапредување на билатералните односи, базирани на вербата во заедничките вредности и сопствениот потенцијал, со особен акцент на областа на економската соработка. Нагласувајќи важноста на досегашните турски директни инвестиции во Македонија, укажав на можноста за нивно натамошно и постојано интензивирање во разни области, како и за натамошно динамизирање на македонско-турската трговска размена, која оваа година очекуваме да изнесува некаде околу 400 милиони американски долари. Го подвлековме и значењето од натамошна промоција на добрососедските односи и зајакнувањето на регионалната соработка на билатерален, регионален и мултилатерален план, како основа за натамошен просперитет и стабилност во регионот и промоција на интересите на двете земји на меѓународен план. Акцентирајќи евроинтегративните процеси како еден од надворешно политичките приоритети на двете земји, ја потенциравме необходноста за доследна примена на политиката за проширување од страна на Европската Унија спрема земјите кандидати кои ги исполниле стандардите за членство. Имајќи го во предвид активниот придонес на Македонија и Турција во градењето на односи на добро соседство, безбедност, стабилност и соработка во југоисточна Европа, во рамките на постојните иницијативи за регионална соработка, обострано го нагласивме и значењето на придонесот на Македонија и Турција во рамките на НАТО за обезбедувањето на мирот и демократијата каде што тоа е потребно. Со мојот колега се заложивме и понатаму да го надградуваме стратешкото партнерство меѓу нашите земји, да работиме на остварување на заедничките интереси. Посетата на турскиот премиер е значајна за нас и го покажува пријателскиот однос на Република Турција кон Република Македонија. Ви благодарам. Благодариме. Премиер Реджеп Тајип Ердоган, покануваме да земете збор. Değerli dostum, Почитуван колега Никола Груевски, ценете представници на медиумите, дами и господа, сите вас ви поздравувам со љубов и почитување. Посебно
Посебно да истакнам дека во еден период кога вие ја прославувате 20 годишнината од вашата независност, во мое лично име и во името на мојата делегација, мислам дека ќе биде корисно да како народ ги споделуваме вашите чувства. Со ценетиот мој колега и пријател, председател на владата на Македонија Никола Груевски, преди се билатерално имавме тет-а-тет, а потоа и меѓу делегациите. И за време на овие наши разговори разговаравме било за политички, економски, трговски односи, ги разгледавме сите заедно. Помеѓу нас, Турција и Македонија, во политичкиот план нема никаков проблем, не постои таков. Во тој контекст нашата солидарност е потекнува од самото прогласување на независност, од првите чекори направени во тој процес. И таа наша солидарност, верувам дека со истата одлучност ќе продолжи понатамо. Денес со премиерот Груевски во тој разговор што го имавме, помеѓу двете земји, сите овие работи ги оценивме и ги споделивме во нашите размислувања за нашата заедничка географска шир и за регионалните прашања. Едно широка размена мислења, со задоволство можам да истакнам дека во овие разговори скоро по сите прашања имавме слични видувања. Као што знаете, имаме заедничка историја, заедничка култура со Македонија и повеќе од тоа имаме и меѓучовечки врски, корените врски на пријателство. Сакаме да овие наши односи на културни врски помеѓу двете земји и трговски врски бидат на нивото на политичките односи кои што се на едно извонредно ниво. Предходно имавме една цел на економски план и трговски план, нашата трговска размена биде доведена до $1 милиарда. 2010 година, со крајот на годината, ова цифра достигна $310 милиони. Оваа година отприлike ќе се надмине оваа цифра и ќе се достигне $400 милиони. Меѓутоа, оваа цифра како две пријателски земји нам изгледа е многу мала и треба да се зголеми. Со почитуваниот премиер ја потврдивме уште еднаш одлучноста да се развијат овие наши економски и трговски односи, посебно да се направат соодветни исчекори за таа наша економска соработка и да таа биде не само помеѓу двете земји, него и за регионот пошироко. За таа цел помеѓу економски и трговски односи би требало да се поспешат, да се прошират и во тој контекст турскиот приватен сектор со своите инвестиции во Македонија би требало да ги зголемат и да таа биде помош и поддршка за посилниот развој. Преди се фирмата ТАВ, која што во пред малку имавме прилика да го видиме Скопскиот аеродром. Ја видовме таа последна состојба и навистина видов и се сметав како да сум во својата земја, како да сум на некој отварање во својата земја. Зашто ваквите дела се визија или нова визија за дотечната и се зголемуваат и го зголемуваат интересот на земјите кон таа земја. Во тој контекст очекуваме може би нема доволен број на патници со 700-800 патници, меѓутоа во наредниот период мислиме дека ќе се зголеми таа бројка на многу силен начин, затоа што истите болки и ние ги преживеавме до вчера, кои што имавме ние 6-7 милиони патници во нашите аеродроми. Сега
тие се ве достигнати на ниво на 32-33 милиони патници. Во тој контекст и за нашите патници надвор од земјата и тој број е зголемен 4 до 5 пати. Сите овие визии, сите овие превозни можности, ценовните можности се поттикнувачки елемент за ваквиот развој. Меѓутоа, истовремено се и привлечна страна кон оваа земја. Еве да речеме, за по цена на луксузни автобуси имате билети за патување со авион. Економските односи со работка ќе ги поспеши економските и трговски наши односи, ќе ги зацврзат уште повеќе. И во тој контекст би требало да се поттикнат малите и средните предпријатија, кои што во овој момент се околу 100 на инвестиции во Македонија. Во Македонија ги прават првите чекори во тој правец и ние ги поттикнуваме да ги има што е можно повеќе и во наредниот период ќе ги вложиме поголемите напори. За културната соработка, која што ја сметаме за наше заедничко културно наследство, предавам големо значење на реставрацијата и поправката на османските објекти во Република Македонија и за заштита на постојните објекти кои што се тука. Затоа што тука има повеќе придобивки за двете страни. Што е тоа? Во овој момент во Анкара, од Анкара ние до Скопје стигнавме за час и половина. Истанбул е уште поблизок во тој контекст. Утре во пакет туризам, Турција за Балканот, со еден туроператор овдека, ќе може да ги следи или да ги посетат сите околни земји. Затоа што тука се им постојат заеднички дела од заедничкото минато. И би сакале ние кога доаѓаат тука да ги посетат тие. Исто така за тие наши пријатели што се тука би сакале да ги посетат во Турција. Во тој контекст во Турција ние туризмот не го гледаме само море, песок и плажи. Тука мислиме дека имаме култура, планински туризам, зимски туризам. Во туризмот има термален туризам, голф туризам. Овој туризам би требало да биде по-разнолик. Значи, овде веќе немаме зимски летен, него постојан туризам. Тие што имаат можности и пари, цела година шетаат низ свет. До толку повеќе што за саат и пол време тука веќе имаме можности да видиме многу убави места во овие краишта. Се разбира овозможувањето на овие можности се соодветно подготват, посебно образовните работи и на полето на образованието ќе треба да се направат соодветни исчекори. Нашите обострани напори ќе ги поспеши комуникацијата помеѓу нашите млади. На полето на образованието имаме една соработка која што од ден на ден расте и тие уште повеќе ќе растат и верувам дека ќе се унапред уште повеќе. Соработка помеѓу двете земји, најздравата алка се турската заедница во Република Македонија и нивниот социјален, економски и политички развој и нивна просперитетна и безбедна развој и соживот во Република Македонија, посебно го посочив на мојот ценет пријател. Македонија како мултиетничка, мултикултурна, мултиверска структура, тоа е посебно богатство за Република Македонија. Децата кои што живеат во Република Македонија, нашите турски деца, да ги споделат своите култури, целосно образовани, добро обучени, треба да го завземат своето праведно место, заслужено место во заедницата и на најсилен можен начин да придонесат за развојот на Македонија. И тоа ние ќе чувствуваме гордост. Имав прилика ова да го споделам со мојот ценет колега. Турција, Република Македонија од самото прогласување независноста на секое полење на одлучен начин ја поддржуваш и ќе продолжи понатаму да ја поддржува.
Македонија, интегрирањето на Македонија во евроатлантските интеграции ги поддржуваме и сме тоа да она заслужено членство во евроатлантските структури се реализира што е можно поскоро. Турција, Македонија, членството во НАТО за време пред Букурештиот самит и за време на самитот на многу интензивен начин ја поддржи, меѓутоа поради познатите причини членството не беше можно. Членството на Македонија, се до незиното членството, нашата поддршка ќе јакне и ќе се зацврстува уште повеќе. Во тоа да нема никаков сомнеш. Македонија е стабилна и просперитетна земја на Балканот и во Европа, ги споделува и ги реализира сите своји обврски на еден сериозен начин и од тоа навистина чувствуваме задоволство. Оваа посета меѓу Турција и Македонија ќе подаде нов импулс за нашите соработки. Во тој период уште еднаш сакам да му пожелам на цениот мој пријател, кој што и по трет пат ја превзема должност за премиер на Република Македонија. Како еден исто така по трет пат ја превзема истата должност во Турција и за единството, слогата и разбирањето на Македонија биде благодарам многу. Молам, дали имате интерес за прашања? Агенција Макфакс, Чочковски. Александар Чочевски, Макфакс. Прашање за премиерот Ердоган. Господин Ердоган, како ја коментирате блокадата со која Македонија се соочува на патот кон Европската унија и НАТО поради познатиот спор со името со Грција? Благодарам. Преди се во врска со името, нашиот став како Турција е многу познат. И во тој контекст, во правец на името е неодминливо право и Македонија е најприродно право на Македонија да го користи своето уставно право. И во тој процес ние го поддржувавме, бевме со Македонија, Грција. Грчкиот став за нас е неразбирлив и како таков го и неправеден и како таков грчкото име се знае Грис, отворено и многу јасно. Во тој контекст, значи долна, горна, северна, нема никакво разбирање таквото делување. Ваквите слични видувања, тоа се неправедни работи. Светот веќе е глобален, ние живееме во еден таков глобален свет. Мирот и сувереното право треба да биде заедничко. Македонија влезе во тој правец. Својата независност ја објави под ова уставно име и треба да се почитува таа нејзина одлука. И ова е согласно право на целиот народ на Македонија. Во правец на процесот на Европската унија, во тој правец Македонија и ми се изгледа дека ќе биде членка на Европската унија пред нас. Толку брзо напредува. Во овој правец ние сме во почетокот на преговорите. Меѓутоа, без да се немате никаков сомнеш, Македонија ќе биде без сомнение членка на Европската унија пред нас. Ние после вас ќе бидеме членка на Европската унија. Ние уште од сега ви велиме нека јерлија. Меѓутоа, во врска со НАТО, за жал има една пречка од страна на Грција. Меѓутоа и во тој правец ние на членовите на НАТО ја дадовме и ќе ја дадеме нашата поддршка да нема никаков сомнеш во тоа. Тешеќер едерим. За прашање? Долго нема, дали од македонските новинари има? Господја Фиданска, Македонска телевизија.
Сузана Фиданска, Македонска телевизија, до почитување на господин Сузана. Имате значајна улога и тоа го покажувате во форсирање на турските бизнисмени кога станува збор за инвестициите во Република Македонија. Дали овој пат ќе дадете својата лична поддршка за и својот личен авторитет и понатаму да продолжат да инвестираат? Yani konuşmamda da ifade ettiğim gibi Kao što i prenesao во моето излагање, јас и сега на овој во коморите на турски берзи и комори ги посочив нашите деловни луѓе и посебно цивилните здруженија ги поттикнев да инвестираат во Република Македонија посебно, а посебно после оваа посета ќе се видам со овие председатели на овие здруженија да нема да никаков сопнеш дека Kao što i rekov, дека има околу 100 веќе инвеститори од Турција, меѓутоа сакаме да таа бројка биде уште поголема. И ако во тој контекст има некаков проблем, ние со нашиот колега ќе ги елиминира овие пречки, зашто наша должност на политичарите е да се елиминираат овие пречки и да се обезбедат соодветни услови. И за тој контекст наша желба е да турските деловни луѓе имаат што поголемо присуство тука и да створат што повеќе вработувања и да придонесат за посилен развој на Македонија. Teşekkür ederim. Türk gazetecilerden var mı sorular? Nekako nemate prašanje. Türkiye'den gelenlerin yani bir soru daha Makedon gazetecilerine verelim yani protokole uygun olarak. Buyurun. Ahmet. Господине премиере, премиерот на Турција кажа дека дава значење и на турската заедница која живее во Македонија, за нивниот просперитет, безбедност и така натака, не би го цитирал. Јас ви прашал за едно прашање кое што се провлекува малку подолго време, негде 20 години од нашата независност, тоа е интеграцијата на турската заедница во Македонија. Во последните два извештаја на Европската комисија ние имаме негативна оценка за правичната застапеност на турската заедница во Македонија. Во последниот извештај на омбудсманот, народниот правобранител, имаме исто така извештај кај што вела дека турската заедница е само со 1,6% застапена во јавната администрација. Исто така вели дека само новет. Значи, овие се податоците за јавната администрација, има катастрофални податоци во образованието. 14.000 луѓе турци кои што немаат основно образование завршено и 5.000 турци кои што немаат воопшто посетувано образование. Таа состојба е полоша само кај ромите. Дали после овие 20 години независност ќе се направи нешто повеќе? Знам дека не е резултат само на оваа влада, туку и на сите претходни влади, нешто повеќе во тој правец на интеграција на турската заедница во Македонија. Благодарам на прашањето. Во однос на турската заедница во Македонија, во овие 5 години од како јас сум премиер, можам да ви уверам дека се што можеше да биде направено, беше направено. Односот кон турската заедница не може да се гледа само преку призмата на број на вработени, затоа што има многу други работи во делот на образованието, културата, јазикот и така натаму. Некам да ги редам сега проект по проект сите работи кои што и чекори кои што ги имаме направено, што беа направени и тие си имаат своја вредност. Се разбира, таму каде што не е доволно направено, ќе направиме напори и тоа да се заврши, така што турската заедница е нераскинлив дел од нашата држава и ние, како и за другите, така и за турската заедница, се грижиме и ќе продолжиме да се грижиме и понатаму. Благодариме, почитувани представници на медиумите, ви благодариме за вашето присуство и за соработката.